Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, разговараме по точката за разрешување на заменици министри, кои што како и се досега никој ниту знае како изгледаат, ниту па по 13 месеци од владата некој може да каже зошто овој народ ги плаќал овие луѓе. И сега ќе се потпрам само на неколку тези на кажувањата на премиерот, но претходно сакам да му одговорам за една негова изјава која што ја дал во текот на денешниот ден. Прво, самото читање на книга во собранието додека говорат пратениците укажува на неговата одвратна непочит према институцијата собрание и према институцијата пратеник, па навистина не знам што е следно од човек кој што чита книга додека пратениците говорат, додека навредува, додека шета низ салата и додека брутално навредува пратеничка, оценувајќи го нејзиниот физички изглед. Срамота е кога лажете и кога во вашите лаги свесно го вплеткувате вашето семејство. Нема да споменувам лица од вашето семејство, затоа што ми е, повторно ќе кажам, одвратно и несоодветно, затоа што сметам дека како политичари треба сопствените семејства да ги извадиме надвор од текот на сите навреди кои што ги соопштуваме. Прво, тоа што некој го спомнува, одреден член на вашето семејство, кој што во случајот е ваша сопруга, за одредени вложувања, тоа требало да размислувате вие пред да ги давате тие изјави дека некој сам влегол во бизнисот и сам вложил собствени средства. А за второто, дека некој ви нарачал видеа на TikTok во 2022 година во јули, е такво нецивилизирано и некултуризирана изјава, што е навистина дно да се коментира. Само ќе ви кажам една работа. Човекот кој што го наведувате, дека ги нарачал тие снимања, треба да го прашате Оливер Спасовски, зошто под посебна оперативна команда, полицијата и единицата Алфи го наблюдуваше неговото семејство и неговите малолетни деца, а потоа да разговарате за тоа кој нарачувал и кој конструирал видеа на TikTok за нечии малолетни деца. Повторно ќе кажам, колешката Бети Стаменковска-Трајковска изутринава даде една изјава за вас, дека вакво дно не очекувало дури ни од Зоран Заев, а вие ќе знаете што сакам да кажам по тоа. Најголема лага во вчерашното ваше политичко експозе беше дека вие не разрешувате од политички причини. Вчера вашите колеги, за да му купат време на Али Ахмети да дојде во 21 часот тука, севува по 8 до 9 реплики на пратеник. Денеска ги нема. Заради тоа што денеска Стопанот не треба да дојде во собрание. Денеска вашиот премиер, денеска вашиот газда нема обврски да дојде во собрание. И затоа вас ве нема. Затоа вие кјутите, затоа што вие не ги проценувате или не излегувате на дебатата со аргументите, за да кажете пред овој народ кој има повеќе и поубедливи аргументи, а кој нема. Вие излегувате кој ќе ви дадат насока на копче. И тоа не Ковачевски, зашто тука имате половично поделени мислења. Вие во текот на вчерашниот ден докажавте дека од онаа СДСМ која што ја знаеа граѓаните во 90-тите или во раните 2000-тите, останала партија која што е само слеп послушник на газдата од Зајас, на Стопанот од Зајас и на тајкунот од Чаир. Чекате и седите какви насоки ќе ви дадат тие. Ако не разрешувате политички, кажете зошто е сменет заменик министерот за одбрана. Заради тоа што е дел од огнената група. Заради тоа што огнената група вчера не ви дојде да ви гласа за новата влада. И сега тоа е политички или не е политички? Ако не е политички, тогаш граѓаните заслужуваат да знаат дали овие луѓе, кои што 13 месеци заедно ви беа заменици министри, добро работеле или не работеле добро. Ако не работеле добро, значи вашите перформанси на владата се слаби. Понатаму, велите, јас не правам коалиција базирана врз одредени договори, врз одредени места како директори вработувања. Зашто лажете, Ковачевски, побогу? Зашто лажете кога пратениците од Алијанса на медиумите кажуваат дека сте договорени 30 директори и 300 вработувања? Зашто лажете? Сега едно друго прашање тука се поставува. Сабајле медиумите излегоа со тврдење дека вработените во Министерството за финансии ќе излезат на масовен штрајк, затоа што законот кој што е донесен консензуално, вие немате намера да го почитувате. 3 синдикати, УПОС, ССМ и синдикатот на вработените во Министерството за финансии. Заради тоа што сметате дека треба еден сектор, а не сите вработени да добијат зголемување на платите. Па да не им ги вработувате на овие 300, затоа што сте така договорени, ќе имате средства за вработените во Министерството за финансии. Ама вие сакате да им угодите, а тука лажете дека вие сте на некој начин
договорени за проевропските аспирации на Република Македонија. Кои проевропски аспирации, ве Ковачевски? До кога со тоа безочно лажење? До кога со тоа безочно манипулирање на граѓаните? Понатаму, велите, јас ќе ги примам сите пратеници и сите политички партии кои што се за европската иднина Македонија. Ве замолувам дали вие или некој од овие пратеници кои што вчера најгнасно, инструирано навредува дека некој имал куќе од 1 милион, дека било ваму, како можела со професорска плата да се заработи. Па сега, ако идеме веќе по тоа, отворено ве прашувам, па и господинот е професор, па како со професорска плата заработи толкав капитал, кажете ми? Или за тоа нема да збориме? Како за 100 дена 26.000 евра за инфлуенсерот од Илинденска безброј кој што бустира собствен профил, кој што негова лична собственост со народни пари? Или за тоа нема да збориме, затоа што не ни одговара, така? Или таа реалност која што вие ја кажувате од собранието, 37 хонорарци задолжени за камера, за дрон, за пишување на соопштенија, за гнасни навреди и за да не убедувате дека вие сте големи европјани. Ајде, јас ви поставувам прашање на Ковачевски, на вас, на тие 37 соработници и на оние кои што не коштаат 26.000 евра за 100 дена. Што има европски во влегувањето на бизнесот за фотоволтаиците? Што има европски во тоа? Некој излезе некој да ми каже. Да, тоа е европски, да, тоа е добар бизнис, затоа сите што имаат, што се на високи функции, семејствата, се влезени во тој бизнис. Па дали е европски тоа што директно сегашниот и поранешниот премиер се влезени во тој бизнис, додека се на власт? Што има европски во тоа? Понатаму, кажете ми што има европски во тендери? Во тендери со 4 очи. Кажете ми што има тука европски? Секој ден, имаше на детектор од ИПИС една анкета дека граѓаните над 80% веруваат дека јавните набавки се коруптивни. И тоа од 2019 до 2022 процентот пораснал за 15 до 20%. Тоа ли е европски? Вие ли сте европјани па сега нас ке не убедувате во тоа? Што знаете вие од Европа да не убедувате нас? Која реформа сте ја направиле? Кој проект сте го направиле, кажете, ајде, што е европски ако сакате така да се мерим? Што има европски во тоа што му давате на некого куќа за 500 евра квадрат да влезе во коалиција? Што има европски во тоа што првиот заменик купува 138 квадрати во центарот на Скопје за 100.000 евра? За 700 евра квадрат, кога вреди 5 пати повеќе? Па вие ли ќе ни кажувате за европски? Ве молам, дајте ви, мислам, стварно е фрустрирачки човек да ве слуша. Европски е тоа што австријскиот амбасадор ви кажува дека злоупотребувате европско знаменце за бизнис. За наместо Скопје влаце да го завршите автопатот, 2 километра се завршиле за 5 години, 100 казина сте отвориле, кој што господинот што седи до Ковачевски со име Тајкун од Чај Артан Груби зема провизија, тоа е европски. И сега тука ќе се убедуваме ние во нешто дека вие сте проевропска коалиција. Каква проевропска коалиција, ве молам? Вие сте проевро коалиција само заради еврата. За рабуш, за процент, за тендер, за 4 очи. Тоа сте вие. Вие не сте ништо повеќе од тоа. И сега секогаш кога ќе сме во тесно, нека не ми критикуваат еден, друг или трет. Морате да сватите дека повеќе во оваа држава не постои некој кој што ви се плаши, дека вие со ова кое што сте го донеле, кое што го правите сега, еве ви ги бројкиве. 62,3% граѓаните сметаат дека се движите во погрешна насока. Ова е од МКДМК анкетата, која што вие рековте дека не е точна. А 24% дека стоиме во место, што значи уште полош. Над 80 и нешто проценти, тоа значи дека од 10 луѓе, 9 луѓе на улица сметаат дека не се живее добро. Понатаму, 36,4% дека стандардот во наредните 6 месеци Европскава коалиција ќе го влоши, а 43,4% дека ќе остане ист, односно катастрофален. И за господинот кој што чита книга, 67,8% не веруваат дека до крајот на мандатот, наредните 10 месеци, господинот ќе успее да направи подобрување на економскиот стандард. Тоа се резултатите на вашето работење. Џабе ви се соопштенија, џабе ви се 100.000 евра за 26 дена, џабе вие се. Уште 10 месеци, во најдобар случај, овој народ издржал многу, ќе ви издржи вас. А после тоа доаѓа времето кога овие сметки треба да се порамнат. Со правдата на народот и заради тоа што му го сторивте на овој народ. Благодарам.